Господин Груевски, од 15 мај градоначалниците се без мандат, општините се блокирани и целосно нефункционални. Како го коментирате ова и како очекувате да се разреши оваа ситуација? Па веќе половина месец, како што и сами кажавте во прашањето, градоначалниците се нефункционални, советите исто така, и очигледно е дека од страна на СДСМ се купува време. Очигледно е дека нивната деструкција продолжува. Како што беа деструктивни во опозиција, така и сега кога веќе формираат некое мнозинство во парламентот, продолжуваат со деструкции. Од таа деструкција најмногу губат граѓаните. Не губат само градоначалниците и советите. Губат тие што чекаат услуги од нив, што чекаат нешто да им потпишат, нешто да им одобрат, да им дадат некое решение, одлука, дозвола, согласност и така натаму. На почетокот ЗАЕФ и СДСМ ја блефираа јавноста укажувајќи дека ќе чекаат прво да го добијат мандатот од претседателот, па потоа да преминат кон продолжување на мандатите, што е неминовно заради сето ова што се случи. Иако мандатот од претседателот и гласањето во парламент немаат апсолутно никаква врска и никаква поврзаност, но тие веруваат дека на тој начин ќе извршат некаков притисок врз претседателот или не знам врз кого. Но го добија мандатот и оттогаш молчат, се кријат, ги нема никаде. Дури минатата недела кога се собраа партиските представници или кога беше тоа, го договорија датумот 15 октомври за избори. Договорија дека треба да се продолжат мандатите. Се потпиша законското решение. Мислам дека и се пушти во парламентот, но до ден денеска ниту се закажува седница, ниту се говори за тоа. Или СДСМ сака да купува време и да ги одложи изборите. Или сака со својата деструктивност да направи дополнителна штета. Тие веруваат дека ќе им направат на нашите градоначалници, а всушност им прават на граѓаните штета.